Почитувани гледачи, добра вечер. Вие сте со Трета порта, емисија која и оваа недела за вас ги селектира најинтересните колумни и коментари. Вечерва ќе ги видиме реакциите за судската казна за новинарот Томислав Кежаровски, кој е осуден на 4,5 години затвор за текстови објавени пред 5 години во неделник кој одамна не постои. Исто така ќе пренесеме коментари за апсењето на Мирослав Шиповик во Виена и извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија. Наш вечерашен гостин ќе биде Ивор Мицковски, новинар, колумнист, исто така и вработен во Центарот за комуникации на СДСМ. Добра вечер. Мицковски, добра вечер. Вие тука вечер сте во една различна улога. Сега ќе треба да ги коментирате вашите колеги, колумнисти, аналитичари, па и политичари. Ќе се снајдете ли во оваа нова улога? Па се надевам, ќе се обидам да бидам јасен како што мислам дека сум во моите колумни. Често пати мене ме коментираат, овој пат ќе се обидам јас да коментирам. Да, сега ќе имате шанса да го направите тоа, бидејќи вие бевте коментирани во некои од емисиите на Трета порта. Бевте спомнати. Почитувани гледачи, продолжуваме со емисијата, започнуваме со коментарите. Овој пат почнуваме со коментарите посветени на судската казна за новинарот Томислав Кежаровски. Ќе почнеме со коментарите на социјалните мрежи, бидејќи тука луѓето се најактивни, а иако се обидовме, не успеавме да најдеме колумни, коментари на граѓани, политичари, колумнисти, аналитичари без разлика во насока на потврдување на судската пресуда на Кежаровски. Значи, коментарите кои сега ќе ги видиме се претежно критички настроени, но тоа е бидејќи не успеавме да најдеме различни коментари, освен оние напишани од анонимни граѓани, напишани под новинарски статии кои ќе ги видиме. Почнуваме со социјалната мрежа Твитер. Еве тука под хаштагот Кежаровски, значи за оние кои следат Твитер знаат што е тоа, за оние другите тоа е актуелност која се случува во моментот и тука се постираат сите работи кои се поврзани со Кежаровски. Првин можеме да ја видиме фотографијата од протестот, која е постирана директно од корисник на Твитер. Протестот се одржува пред Музеот на Македонската револуционарна борба, го организираат Сдруженијата на новинари. И еве сега ќе прочитаме и некои од коментарите на Твитер заедницата. Еден корисник вели вака: како тоа ќе протестираш пред символите на Ж, како што е познато на Твитер заедницата и на голем дел од јавноста, под Ж на Твитер се мисли на премиерот Никола Груевски. Еве друг корисник на Твитер вели вака: новинарите мора слободно да работат и тоа важи и за Македонија. Еве некои од корисниците ги критикуваат тие што не протестираат. Има и хумористични коментари. Еве еден вели вака: инаку додека ќе има протест за Кежаровски пред музеот, во музеот ќе се презентира реплика од Срешовото топче. Имаме и посериозни коментари, како вакви. Новинарите не треба да протестираат за Кежаровски, туку за себе. Ние треба да му дадеме тежина на протестот, но само откако новинарите ќе станат. Тука веројатно протестира некој што не е новинар, граѓанин. Има и вакви, вели 12:05, музеј на ВМРО, протест Кежаровски, честит празник, слобода за Кежо. Јасно и прецизно. Продолжуваме со коментарите на социјалната мрежа Facebook. Тука одвоивме некои, исто така критички настроени. Тука е новинарот Боријан Јовановски, кој вели: еве цела Европска федерација на новинари се пријавува за едукација. Се молат судиите да обезбедат поголеми предавални. Не е фер нашите колеги од Европа да останат неедуцирани. Тука Јовановски мисли на соопштението на Скопскиот суд 1, во кое се вели дека новинарите кои ја критикувале судската пресуда за Кежаровски не биле доволно едуцирани од правото.
Продолжуваме со коментар на Ирена Цветковиќ, која е исто така граѓански активист. Вели вака: Джелатите побрзаа да објаснат зошто бил осуден Кежаровски. Нарачани, монтирани, спинерски објави и прилози со кои не постигнаа ништо, освен што уште еднаш се докажаа дека бираат цензура наместо слобода. Курирци и компанија се единствено 4 медиуми кои избраа да се пукаат во колено во време кога цел медиумски свет реагира за Кежаровски. Тука Цветковиќ, значи, се осврнува на надписите во некои медиуми за пресудата на Кежаровски. Продолжуваме исто така и со Ристо Гапиќ, значи уште еден новинар, исто така активист на СДСМ. Неговиот коментар е малку критичен во однос на граѓанското право на протест. Вели вака: Ајде сега сите ковер фото со наслов "Слобода за Кежо", па утре "Слобода за Шиповиќ", па "Слобода за некој друг", кафе и канцелариски муабети. Новинарите ќе си имаат тема за пишување, вестите на ТВ ќе имаат тема да попунат време и така. Ќе фрчат статуси на Facebook, на Twitter и супер. Ќе си имаме занимација. Ми се гади од демократијава и од борбата за слобода. Тоа беа, ќе продолжиме, уште има коментари за Кежаровски, но сега се враќаме во студиото со Ивор Мицковски. Мицковски, покрај сите обиди да најдеме коментари или колумни напишани кои би ја образложиле пресудата за Томислав Кежаровски и на некој начин би застанале зад она соопштение на судот, во кое судот ја брани пресудата и им порачува на новинарите дека не се едуцирани, не успеавме да најдеме така. Сега повторно имаме спротивставени ставови кажани од спротивни страни, но кои се сепак еднострани, само се обраќаат кон еден дел на јавноста, но немаме директни спротивставени ставови и аргументи, немаме дебата. Зошто е тоа така? Зошто продолжува таа состојба во Македонија со сите теми? Па како може да се има воопшто? Прво и основно, тука немаме никогаш дебата за ни една сериозна тема. А како ќе имаме дебата за едно прашање кое што ја мислам дека во осудата на Кежаровски, пресудата на судот на власта, каде што јавноста препозна еден нехуман, нечовечки однос, една свирепа казна за еден невин човек. Од една страна имаме власта со незините провладини медиуми кои што се мнозинство во оваа држава, кои што се обидуваат да го оправдаат неоправдливото, а од друга страна имаме обични граѓани, активисти, слободумни луѓе, новинари, кои што отворено, искрено се револтирани и ја критикуваат оваа одлука. Фактот што се уште се немаат појавено, а може и ќе се појават некои колумни од мегафоните на власта, кажува само до кој степен оваа одлука е луда. Кежаровски, внимајте, осуден на 4,5 години за откривање на идентитет на заштитен сведок. Во случај во кој што апсурдно нарачателите на убиството се на слобода, извршителите материјални се на слобода, заштитниот сведок призна дека не бил сведок, дека под принуда бил приморан на тоа, мртвиот е мртов и невиниот новинар кој што само си ја вршил својата работа се наоѓа во затвор. Да. Тоа се апсурдите за жал за овој случај. Продолжуваме сега со уште коментари за Кежаровски и ќе се вратиме во студиото. Еве сега ние успеавме да најдеме одредени коментари кои на некој начин ја бранат пресудата, ќе ги прочитаме и тие, ги најдовме на сајтот на весникот Вечер, каде што е објавена статијата. Значи статијата е објавена е веста 4,5 години затвор за новинарот Кежаровски. Коментарите ги најдовме поделу под текстот. Еве еден читател вели вака: Не пукнаа со случајот веќе, па да се кажам, да ми биде полесно. Прво, што е битно дали е некој новинар, забар или електричар, па само потенцираат новинарот. Човекот е или виновен или невин. А тоа што случајно работи како новинар е небитно.
Новинар беше и оној во Кичево што силуваше, уби и распарче 3 60 годишни жени. Продолжуваме со ова. Вели да бидам искрен, дури и блага казна добила. А што ли ќе настане кога во сите земји во светот новинарите и судиите би го откриле на јавноста идентитетот на еден заштитен сведок? Ќе може ли таа особа да излезе на улица или ќе треба да смени идентитет? Но очигледно кај нас важат други правила на игра, а тие што ги заштитуваат, тие се нивни истомисленици, кои по све изгледа не размислуваат трезвено, само ги тера празниот инает. Има уште интересни коментари. Еве вели вака еден. Издавање на заштитен сведок е сериозен прекршок и треба да има повисоки казни за новинарите кои што немаат почит кон никого веќе. И има еден коментар кој малку не се согласува со другите граѓани, вели вака: сметам дека ова го нема никаде во светот. Пред се процесот Ореше падна и доколку падна на апелација, тогаш зошто новинарот да гние во затвор повеќе од 4 години? Ако има некој паметен, нека напише некаков одговор за да можеме ние како народ да се опаметиме и да му веруваме на судството, ако не е под директива на власта. Се враќаме во студиото Мицковски. Вие пишувате колумни, вие пишувате коментари и вашите колумни се најчесто критички настроени. Еве сега успеавме да најдеме коментари напишани во простор за коментари кај еден дневен вестник и сега гледаме дека тие имаат една јасна тенденција која ја оправдува судата за Кечаровски. Значи повторно имаме спротивставени страни, спротивставени аргументи и сете тоа во недоглед. Како овие коментари, како овие едностранни позиции дополнително само го поларизираат општеството? Па, ние сме, како што кажав и во првиот одговор, ние сме веќе поларизирани, поделени, атомизирани до невидени размери. Меѓутоа, тоа што тука го гледаме се некои анонимни коментари, неаргументирани комплетно. Еве да земеме во предвид хипотетички дека сведокот навистина бил заштитен, што не е точно, и дека Кежаровски го издал идентитетот. Казната што во свет се дава за такви случаи не е ни приближна каква оваа што ја доби Кежаровски. Се збори некаде, некој пресметувал дека дури 17 пати е повисока од било која друга казна изречена за новинар кој што издал идентитет. Имаше дури некој случај во Хрватска, нешто поодамна, каде што новинар издаде идентитет, во прашање беше и Стипе Месич, висок политичар, а новинарот доби 2 дена притвор и плати некоја парична казна. Највисоката казна во Европа, изречена некогаш за откривање на идентитет, е 3 месеци. Кежаровски помина повеќе во притвор и сега 4,5 години. Така да, при тоа збориме за нешто што во реалноста не постои. Ова е едноставно одлука на судот, меѓутоа политички диктирана. Добро, продолжуваме со емисијата, продолжуваме сега со уште еден случај кој ја брануваше јавноста и се уште ја бранува во овој период. Повторно е поврзано судството, обвинителството, полицијата се работи за налогот за апсење за приведување на претседателот на Советот на општината Центар Мирослав Шиповиќ, кој како што знае јавноста е уапсен на аеродромот во Виена под обвинение за сторен економски криминал. Почнуваме со колумната на професорот Фрчковски, чии текстови се најчесто критички настроени кон власта. Неговата колумна директно се осврнува на улогата на судството. Колумната е насловена со наслов Предавство. Тука професорот Фрчковски изнесува теза дека најголем предавник за слободата и за нарушувањето на човечките права и за пореметувањето на сите општествени односи во Македонија воопшто во овие 20 години според него е судството. Па еве вака би ја прочитале поентата на професорот. Вели вака: Моќта на независното судство е голема и круцијална за човековите права и нивна заштита од власта.
Доколку судството ја остварува таа моќ за целта која ја наменил нашиот устав, власта би била вистински во кафес на човековите права. Например, би немало потреба од расправи за клевета, бидејќи судовите би ги одбивале или маргинализирале тужбите од функционерите со образложение позајмено од Страсбуршкиот суд, дека тие имаат други форми како власт да ги убедуваат граѓаните во вистината, а не преку тужбите за клевета, и дека слободата на говорот е света крава во наводници во демократијата и основа за сите други политички слободи. Сета репресија преку владините тужби за клевета би паднала преку ноќ или за притворот. Продолжуваме со колумната на Зоран Димитровски, главниот одговорен уредник на Нова Македонија. Тој е исто така член на иницијативниот одбор за ослободување на новинарот Томислав Кижаровски, кој исто така е вработен во весникот Нова Македонија. Колумната на Димитровски вели вака: никој освен власта нема право да врши притисок врз судиите. Тоа е генерално и поентата на неговата колумна, а еве еден извадок. Што доживеа СДСМ? Партијата што дрмаше со судството во 1990-тите, ВМРО-ДПМН минатата недела ја обвини дека врши политички притисок врз независното судство. Бре мајката. А и врапчињата знаат дека судството го контролираше СДСМ, се додека Груевски не дојде на власт. Потоа ВМРО-ДПМН го исчисти од корен политичкиот плевел меѓу луѓето со тога и судиите и обвинителите конечно станаа професионални, независни, непристрасни. Да ти е мерак да им седнеш на обвинителна клупа. Има да ти поделат правда, што ќе те направи да се гордееш што си македонец. Ако пак си криминалец, ќе се согласиш со долгогодишната затворска казна како попче. Продолжуваме со колумна на аналитичарот Сашо Клековски, кој се осврнува на протестите на опозицијската СДСМ за правото на Мирослав Шиповиќ да се брани од слобода и вели го признавам само судот на својата партија, при тоа мислејќи на СДСМ. Еве поентата на Клековски, вели вака: во случајот на Шиповиќ, загрижува што протестите ги предводат Зоран Заев, председател на СДСМ, и Радмила Шекеринска, кој е заменик председател на СДСМ и пратеник. И со тоа со веќе видениот отпорашки стил и речник. Замислете протести во САД пред суд кој би ги предводел гувернер или лидер на републиканско мнозинство во Конгресот. Тоа е поентата на Клековски. И ќе ја прочитаме уште колумната на новинарот Тодор Пендаров, насловена "Зашто е загрижен Филе?". При тоа се мисли на забелешките за извештајот и на загриженоста на Филе за судството и медиумите. Сега тука Пендаров се осврнува на протестите за Шиповиќ, на целата реакција на опозицијата и вели вака: а нашата опозиција на сето ова реагираше класично балкански и секако без никаков ефект. Протести пред судот, замрзнување на учеството во Комисијата за имплементација на заклучоците од извештајот за 24 декември, замрзнување на учеството во ЗОЛС. Ова не е прв пат опозицијата да го замрзне своето основно право, ама и обврска за политичко действување, а резултатите секогаш биле катастрофални, како за неа, така и за општеството и државата во целост. Се враќаме во студиото со Мицковски. Мицковски, вие сте колумнист. Мислите ли дека вака одредени новинари, колумнисти, аналитичари се обидуваат да го потурнат пиарот на една одредена политичка опција за да се избутка една одредена теза?
Бидејќи гледаме дека најчесто колумните и анализите, коментарите се строго таргетирани и точно удираат во еден правец, во една точка. Да, но уште пред конкретно да ти одговорам на прашањето, ова што сега го покажа ни дава една добра илустрација. Например, од една страна го имаме Фрчковски, кој што е докажан експерт, авторитет, слободарски коментатор на состојбите во државата, човек кој што на крај крајава нема зашто да исполнува нечии агенди или да помага во пропагандата на одредени политички опции. Он едноставно го кажува својот и експертски, меѓутоа и човечки став за случувањата во државата. Од друга страна имате коментатори кои што се познати или како конвертити или акомодирани од страна на режимот, кои што мощно таргетирано секогаш се обидуваат да наметнат некои или тези кои што се блиски до власта или да дефокусираат. И тоа е приметливо и кај уредникот на Нова Македонија Жоро, и кај Клековски, кој што баш во овие денови кога се случува една неверојатна злоупотреба на судството, за нив е најважно да коментираме состојби од минатото, како некој друг правел, или се обидуваат сосема да наметнат некои непотребни тези, компарации со отпорот, како опозицијата не ги почитува демократските процеси. Демек овдека збориме за демократија. Не гледаме кај нив никаква критика кон власта, никаков дискурс околу конкретниот проблем, него е едно дефокусирање, еден релативизам, кој што нормално помага на власта. Дали колумни се пишуваат во пиар или пропагандно својство? Да, се пишуваат. Меѓутоа, ова што сега ви го кажав, треба да ви представува една разлика помеѓу човек кој што пишува искрено слободарски и човек кој што исполнува нечии агенди. Сега, ако ти поддржуваш некоја идеја за слобода, за правдина, за правна држава, тоа не те прави по дефолт опозиционер или припадник на опозицијска партија. Тоа ми беше баш следното подпрашање, ми е интересно од ова што го кажавте. Добро, како граѓаните да ја препознаат опцијата која еве во наводници би била објективна? Ако имаме еден колумнист или аналитичар кој строго се држи по една линија на коментирање, значи ако само ги ја критикува власт, или имаме еден аналист или аналитичар кој се што прави ги релативизира состојбите цело време. И гледаме дека навистина се обидува да дефокусира, да не скрене да не го скрене вниманието. Како граѓаните да препознаат кој коментира со искрени намери, а кој исполнува некоја агенда? Најголем дел од коментаторите се луѓе кои што пишуваат и својот став јавно го искажуваат со години. Граѓаните не се наивни, јасно им е кој каква функција прави во ова општество, кој се бори за слобода или за нешто подобро и кој само испорачува некакви партиски агенди. Се наметнува едно многу често прашање за ова, баш што го кажавте во јавност. Ако вие само критикувате, зошто некогаш не напишете колумна за нешто што е позитивно направено од власта? Зошто само критики? Па затоа што прво ја не препознавам такво нешто. Второ, дека се наоѓаме во една катастрофална ситуација, би рекол од многу аспекти. Не е во прашање само слободата, демократијата, ајде, тоа се најопштите констатации што можеме ги дадеме за состојбите. Меѓутоа, ние доживуваме една криза која што е економска, политичка, културолошка, како сакате, екзистенцијална. И ја во таква ситуација, мислам дека секој здраворазумски човек треба да изрази критика. Добро, бидејќи сме пред крај на времето, еве да прочитаме уште еден краток сет на колумни, но ќе прочитаме еве уште две мислења. Тука е редовната колумна на директорот на Центарот за комуникации на владачката ВМРО ДПМН Илија Димовски. Вели, една непринципиелност секогаш раѓа друга. Тука Димовски се осврна во критиките за извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија и вели дека она што било напишано во извештајот ги замолчило сите критичари. Еве е поентата. Наеднаш некој друг ги урна сите лажни тези и приказни дека во Македонија владее режим,
нема демократија и струшени се основните столбови на функционирање на правната држава. Само во еден момент се потрошија сите интервјуа, пресконференции, изјави, колумни, текстови на една плејада опозицијски политичари и новинари кои тврдеа, а не ја кажуваат вистината, дека Република Македонија не е држава во која се почитуваат европските вредности. Се прашувам како тие без посебна желба да ги именувам се чувствуваат овие денови и како себе се си ги објаснуваат сите објективни невистини што ги кажуваат дома и надвор за сопствената држава. И ќе го прочитаме уште ставот на професорот, сега и амбасадор Димитар Мирчев, кој се осврнува на извештајот на Европската комисија, вели вака: извештајот со вкус меѓу ајран и јогурт. Пред тоа професорот вели дека извештајот не е јасно не прецизира вина ниту пофалби за никого, туку дека е нешто измеѓу. Вели вака: овие оценка како недоволен напредок или недоволно брз напредок или за дефицит во медиумската култура немаат некој особено значење. 2/3 од членките на Унијата од меѓународни невладени организации имаат слични оценки. Оценките за земјава имаат повеќе внатрешно политичко значење, затоа што сега опозицијата исто како и порано ќе се закачи за нив. Гледате како Унијата не оценува, а всушност комисијата во тие оценки исто така се заснова на оценките и на протестите на опозицијата. Мицковски, се враќаме во студиото и за вас последно прашање. Повторно еве и за извештајот се повторува она што го зборувавме и претходно за поларизираноста, за различните ставови. Гледаме дека тука намерно прочитав ставови кои се диаметрално спротивни од ставовите на опозицијата. Ставовите на опозицијата за извештајот ги знаеме. Значи, повторно имаме два става кои велат, едни велат дека извештајот е добар, едни велат дека извештајот е лош. Значи, дали ова се апсолутните вистини или постои некаква средина? Европскиот извештај констатира сериозни проблеми во оваа држава, сериозни уназадувања. Збориме за реформи, збориме за судство, збориме за пораст на криминал и корупција, пречки во слободата за изразување. Значи, милион критики. Меѓутоа, проблемот суштински е што Европа и после 7 години, едни отворена критика и во европскиот извештај, не успева тоа да го објективизира во некоја промена на позиција кон самата власт. И јас пред некој време напишав, ја повеќе не ги коментирам извештаите, тоа за мене е излишно, затоа што Европската Унија во овие години покажа една, како да кажам, преголема толеранција кон тоа што го прави власта и делумно стана соучесник во уште една балканска трагедија, каде што една земја која што беше демократија полека се претвори во еден тоталитарен режим. Настрана со релативизмот, вие ќе видите многу коментатори, па и самите политичари од владеачката партија и премиерот, како постојано го веќе они ни самите не зборат многу за извештајот, него го анулираат во целина. Све е во ред, проблемот со името е само проблем. Проблемот со името постоел и порано, па ние сме успевале да напредуваме во нашата европска агенда. Тоа не е оправдување за вие да ја срозите оваа држава и економски, и демократски, и од аспект на новинарство и слободи. Така да, нема средина, овдека успеа една мисија на власта да не дистанцира од Европа, да не дистанцира културолошки, политички. Европа изигра една клучна улога, цело време водејќи политики на морков кон нашата власт, во желба да реши едно горливо прашање, они отворија 100 прашања, 100 проблеми кои што претходно сме ги немале или не биле вака акутни, како што се денес. Така да нема средина. Власта си ја исполни својата мисија. Евроскептицизмот денеска е доминантна струја во Македонија
до пред некоја година, до лани, анкетите за поддршка на граѓаните кон приклучување на Македонија кон ЕУ биле над 90%, денеска има некои анкети кои што кажува дека тој процент е паднат на 60%. Што значи на власти го успеа целта. Мицковски, ви благодарам за учеството во емисијата. Почитувани гледачи, во овие половина час повторно бевте со Трета порта, која и оваа среда сурфаше за вас. Останете со програмата на 24 вести. Трета порта следете ја секоја среда во 19 часот и 15 минути. Емисија која не ви кажува како да мислите, туку на едно место ви презентира коментари со различни мислења.